Денеска е втора недела после Великден и продолжуваме со нашата серија. После Великден, знаете, црквата пред Великден и после Великден, 40 дена пред Великден и 40 дена после Великден го славеле тој празник, тоест живееле во таа една мисла на Великден. Што тоа значи? На некој начин давале значење на тој празник, да се разбере во цело што значи кога ќе се поздравиме со Христос воскресна. Црквата така се поздравувала 40 дена до самиот момент на Христовото вознесение. И после го чекале денот на Пентекост, слегувањето на Светиот Дух, роденерот на црквата. Оваа година, тоест 2020 година, со Фани, искрено да ви кажам, од прилика ова време минатата година, почнавме процесот да продолжиме со теолошките студии. И многу интересно е, ако студирате теологија, ќе знаете колку е тоа интересно, колку мене тоа ми недостасуваше. И доколку се обидам да се сетам на, да кажеме, прв пат кога отидов да студирам теологија, имав едно чувство како да сум дошол на најубавото место во животот, не затоа што местото беше убаво само по себе, туку знам дека во тој момент го студирав дисциплината која е стара, па јас би кажав дури колку и самиот човек. Од самиот момент кога човекот почнал да размислува за физика, за метафизика, добив силен жар да истражувам за тоа што го верувам и тоа што го учев беше толку интересно. Имав чувство како очите да ми се отворија. Тоа што е интересно е од теологијата произлегуваат сите тие популарни дисциплини кои денеска човекот ги проучува. Физиката, целата наука произлегува од теологијата, филозофијата, историјата. Значи теологијата е како, ја викавме како мајка на сите тие дисциплини, затоа што произлегуваат од неа. Се работи за Бог, за човекот, за космосот. Сите тие работи се обработуваат во теологијата. Како што кажав, пред една година го продолживме тоа патешествие, не затоа што беше услов за нашата работа. Знаете, јас веќе да кажем, по Божја благодат еве водам црква. Тоа не беше услов за мојата работа. Јас веќе имам додуше завршено теолошко образование. Едноставно продолживме со Фани затоа што сакаме да растеме во мудроста и знаењето. Сакам да разберам. Многу важен концепт ми е тоа. Тоа што е интересно во знаењето и во мудроста во верата кога некој расте, кога на почетокот некои луѓе ревносно влегуваат во верата, поминуваат низ еден процес. Тоа сите поминуваат низ некаков процес. Горе-доле има некои, да кажеме, допирни точки на сите тие патешествија, на сите тие искуства, има некои, да кажеме, слични работи. Прво имаш чувство дека ти се отвараат очите, кога прв пат ќе слушаш за верата, кога прв пат ќе доживееш некакво наново раѓање, кога прв пат ќе го предадеш животот на Исус. Имаш чувство дека ти се отвараат очите по прв пат. Кога го гледаш светот на еден друг начин веќе. Но во исто време, може би имаш чувство дека од секогаш си имал некоја вера во тебе, кога од секогаш го барал Бог. Некоја вера дека често пати го слушам тоа во сведоштвото на луѓето. И јас прв пат слушнав, вау, беше за мене, ама јас од секогаш сум имал некоја таква вера. И знаете ли што? Тоа често пати е континуитет на желбата да се сретне Бог. Не дека некоја жива вера постоела, може би постоела некаква жива вера, но желбата била толку голема да се сретне живиот Бог, да се расте во верата, што таа желба нормално во таа ретроспектива се гледа како некоја вера која постоела уште оддамна. И како што поминува времето, расте човекот во верата, во мудроста, во знаењето, понекогаш и без да примети човек расте. И така тераш некое време, додека не дојде првата духовна криза. Не знам дали сте имале духовни кризи во животот. Сте имале? Сите сме имале, е така. И јас сум имал. Ќе почувстваш можеби некакво прогонство од најблиските, неразбирање, крајно неразбирање од најблиските, не само неразбирање, напад ќе почувствуваш. Можеби ќе дојдеш до некои сомнежи внатре во тебе. Или ќе откриеш некоја немоќ внатре во тебе. И тоа го има. Едноставно не можеш да се справиш со некои работи. Внатре, тука ти се.
И тогаш разбираш дека не сите нешта се толку едноставни и јасни. Прв пат гледаш во животот, откако си го предал животот на Исус, дека животот продолжува да биде нелесен. Колку повеќе остануваш и растеш во верата, толку повеќе учиш и растеш во мудроста, но во исто време толку повеќе разбираш колку не знаеш. Тој е како еден круг. Да кажеме во еден круг, еве да кажеме ова буквата О тука. Например, внатре во буквата О да биде концентрирано твојата мудрост и знаење за Бог. И колку повеќе го градиш односот со Него, толку повеќе тоа внатрешна вратече простор расте. Ти расте знаењето. Ама надворешниот дел од буквата О, она што гледа на надвор, е што се ти не знаеш за Бог. И тоа што е интересно, колку повеќе расте внатре содржината тоа што го познаваш Бог, толку повеќе поголема е површината на надворешниот дел од кругот и сваќаш колку не знаеш. И така ќе расте се додека не дојдеш до тоа што Сократ го заклучил, јас знам дека ништо не знам. И тоа е многу мудро. Човекот бил на некое духовно патешествие. Понекогаш не ти е јасно зошто не ти е јасно. И тоа е фрустрација. Зошто тоа јас не можам да го разберам? Зошто не можам да дојдам до тој момент во кога ќе ми бидат малце појасни работите? Полесно да можам да ги поменам. Се прашуваш, зарем џабе ја прифати верата, зарем џабе станав христијанин? Мислев дека ќе ми се разјаснат малце повеќе работите. Читајќи Евангелијата, ќе видите апостолите беа со Исус 3 години, со Исус беа 3 години. Значи не беа со Живко, со Исус беа 3 години. Им се појави воскреснат и пак не им е јасно. И нема да им биде јасно уште многу нешта до крајот на нивниот живот. Многу работи нема да им бидат јасни. Во некои случаеви ние можеме ќе кажеме да бидеш во времето на Исус, да го искусиш тоа што Исус го каже. И знаете ли што? Тоа е огромна привилегија. Да бидеш дел од тој состав на апостоли кои ги слушале Христовите зборови. Тоа е посебно значење. Но знаете ли што имаме ние, а апостолите го немаме? Ние имаме 2000 години размислување за тоа што Исус го имал кажано и за тоа што Исус го има направено. И тоа е многу време. Тоа е огромно богатство, неисцрпно богатство кое јас и ти може да го копаме и да разговараме за тие работи. Минатата недела зборев за средбата која Исус имаше со Марија Магдалина и револуцијата која таа средба имаше во тоа време. Но и револуцијата која таа средба ја предизвикува и во наше време. Марија Магдалена како прво е жена. Точка. Тука ако застана, доволно е да се каже за првиот век на евреите. Со многу бурно минато. Позната по тоа дека била промискуитетна, блудница, одзгора била обседната со демони, но ослободена од Исус, простена од Исус и сега има нова мисија, сега го следи Исус кај да оди, ја поддржува неговата мисија. Таа жена по благодат Божја станува апостол на апостолите. Неизе Господ Исус ја доверува радосната вест да отиде да ја каже на апостолите дека Исус е жив и дека патот до Отецот е отворен. Тоа што Исус не го направи, не каже на Марија Магдалина, слушај, оди викни ги Петар и Јован да им каже нешто важно. Не, тој на неизи го каже тоа нешто важно што е важно за цел свет. Исто така зборев за првата средба која Исус ја има со апостолите и јазикот и символите кои апостол Јован ги користи тука во таа 20 глава. И тоа е јазикот кој го рефлектира јазикот од првата глава на Битие, на најпрвиот текст во Библијата, во кој е опишано создавањето. Јован го користи тој јазик. Апостол Јован сака да ни каже, да ни даде до знаење дека нешто грандиозно се случува овде. Не смееме да го пропуштиме тоа. Со иста важност, толку грандиозно, со иста важност како и самото создавање на универзумот. Толку е важно тоа што се случува овде. Господ во суштина создава нешто ново. Господ во прва глава Битие создаде нешто, но сега Господ прави нешто ново. Толку е важно тоа. Апостол Јован не воведува во јазикот на создавањето и го открива Божјото дело пред наши очи и сака да не заинтересира. Во првиот ден од неделата, во почетокот, Бог им дувна здив
Сите тие зборови го рефлектираат тој прв јазик на создавањето. И знаете ли што? Ние како луѓе, како битја, сме обседнати со создавањето, со почетоците. Обседнати сме. Не можеме да си помогнеме, а да не размислуваме од каде сме, што сме, кои сме, од каде доаѓаме. Знаете ли зошто? Знаете, најскапите инвестиции кои човештвото ги прави во последните 50 години се однесуваат на тоа да се разбере настанокот на универзумот. Тоа што човекот оди во Вселената, тоа во Швајцарија овој хадронскиот колајдер што е. Значи сите тие работи, Марс, астероиди, тоа што се плаќа со огромни суми, сето тоа човекот го прави за да разбере како настанал универзумот. Ние сме окупирани со тоа прашање. Окупирани сме за нашите почетоци. Позади нашето интересирање за почетоците се крие нашата потрега по значење и смисла. Сакаме да знаеме кои сме, која е нашата вредност, кој е смислата на нашето постоење. Апостол Јован овде ни дава адреса, каде да ја бареме таа наша смисла за постоењето и местото од каде произлегува тоа наше значење. Апостол Јован овде ни дава една адреса каде тоа може да се најде. Може да се плати, не знам колку се може да се плати да се отиде и да се студира сонцето. Но смислата и значењето за животот Јован кажува овде се наоѓа на оваа адреса. Но тоа се уште го немаше откриено еден важен апостол. Ова искуство до сега што го прочитав на апостолите на Марија Магдалена, тоа беше искуство на поголем дел од апостолите, освен на еден. Апостол Тома. Доаѓаме до денешниот текст, кој јас сега ќе го прочитам. Ќе читам од Јован 20 глава, 24 до 31 стих. Значи од 24 стих до крајот на главата. Вели вака. А Тома, еден од 12-те, наречен Близнак, не беше со нив кога дојде Исус. Другите ученици му рекоа: го видовме Господа. А тој им рече: додека не ги видам раните од клинците на рацете негови и не го ставам прстот свој во раните од клинците и не ја ставам раката своја во ребрата негови, нема да поверувам. А по 8 дена учениците негови пак беа собрани и Тома со нив. Дојде Исус, кога вратата беше заклучена, застана меѓу нив и рече: мир вам. Потоа му рече на Тома: дај го прстот свој овде, види ги рацете мои, дај раката своја и ставија во ребрата мои. И не биди неверлив, туку поверувај. Одговори Тома и му рече: Господ мој и Бог мој. Исус му рече: Тома, ти поверува затоа што ме виде. Блажени се оние кои не виделе, а поверувале. И многу други чуда изврши Исус пред учениците своји, што не се запишани во оваа книга. А овие се запишани за да поверувате дека Исус е Христос, Синот Божи, и верувајќи да имате живот во Неговото име. Амин. Неделата веднаш после Великден, според црквениот календар, е Томина недела, а неделата сега, која сега во момент се вика неделата на мироносици или на Јосиф од Ариматеја. Јас направив една рокада. Наместо според црквениот календар, одам хронолошки, кои први го виделе Исус. Први беа мироносиците, меѓу кои беше Марија и Магдалена. Според Евангелието на Јован, тоа е редоследот на нештата кои се случуваат и јас го следам сега тој редослед. Посебно во Евангелието на Јован, тоа што можеме да бидеме сигурни за тоа Евангелие дека таму нема случајности. Значи нема апсолутно никаква случајност. Евангелието според Јован е дело на некој кој ги надживеал сите други апостоли. Јован ги надживеал сите други апостоли. Тој веќе стар, тој знае како неговите пријатели се заминаа од овој свет. Тој бил веќе во прогонство, сега живее во стари години во Ефес. Некој преку кој доаѓаат првите постапостолски црквени оци, така ги викаме, еден од тие првите е Поликарп, кој има многу важни ученици подосна и кои се важни за историјата на црквата. Евангелистот Јован пишува детали кои се важни за неговото сведоштво и за верувањето кое сака да го потикне и да го задржи кај следбениците кои доаѓаат
после него. Затоа е загрижен и он така завршува таа 20 глава. А ова сето ова го напишав и овие знаци ги одбрав за да поверувате дека Исус е Месијата. И ако верувате во него, да имате живот вечен. Тоа е целта на Евангелието. Тоа е целта на целата приказна што Јован ја пишува. Тој сака да биде кристално јасен во тоа што го изјавува. Тој запишува и приказни како ова дене што ја читаме за апостол Тома, во која не се сите на иста страна и не се кристално јасно. Додека на едни од апостолите им е веќе јасно затоа што го видеа Исус, на другите не име. Има нејасноти тука во целата приказна. Има потешкоти да се разбере. Јас верувам дека и апостолите имале проблем да го запишат тоа што им се случува. Една работа е тоа да напишеш само след на настани што се случува, друга работа е да го разбереш се до тоа. Тоа за евреи од првиот век, за монотеистички евреи, тоа што се случува во овој момент за нив е крајно неразбирливо. Тоа оди надвор од тоа што они го очекувале, од тоа што биле поучувани. Но ете се случува и тие се обидуваат да го запишат. Апостол Тома. Дали можете да се замислите на негово место? Да бидете на местото на апостол Тома во тој момент. Тогаш кога првиот пат Исус бил помеѓу учениците, Тома не бил таму. Во текот на тие 8 дена, само можам да замислам и што се проживел Тома. Може би причината зошто не бил таму помеѓу учениците на оваа среда била некоја глупа причина. Има и такви причини. Едноставно не бил таму. Па се јаде жив што не бил таму. Се кае. Како бе не отидов? Зошто јас, значи секаде бев, таму не отидов. Сте го имали тоа кајање понекогаш да се каете зошто тоа не сте го направиле? Може би возбудата кај останатите апостоли дека го виделе Исус, кај него предизвика уште повеќе фрустрација. Знаете, кога некој е возбуден за нешто, а на тебе тоа нешто ти фали или го немаш, уште тоа ти смета. Не можеш да се радуваш со некој за нечија радост. Едноставно ти смета тоа. Таа фрустрација му смета на Тома. Абе ја не можам ни да зборам за таа работа. Тој веќе не може да го поднесе тоа. Но почна да се сомнева дури во вистинитоста на нивното искуство. Не е само фрустрација. Тој веќе се сомнева. Не верувам бе. Не сте го видели. Таа веќе фрустрација преминува во неверување. Може би има внатрешни борби во тоа зошто Исус само на него му се нема јавено. Си има јавено на Марија Магдалена, си има јавено на другите апостоли, само на него му се нема јавено. Што е поентата тука? Дали тој во себе ја зема вината за предавството кое сите апостоли го направија во Гецеманија? Знаете, ние знаеме за предавството на Јуда, окей? Може би ќе ни текне на предавството на Петар, кога се откажа од Исус. Ама во Гецеманија сите се разбегаа. Кога го фатија Исус, сите кој на кај стигне, го оставија Исус. Тоа може би се исполнува за зборовите кои тој лично ги кажа на апостолите при последното патешествие на Исус према Јерусалим. Знаете, кога веќе се кува целата ситуација, Исус вика одам према Јерусалим, одиме на овој празник, на голем дел од апостолите ми е многу јасно дека тоа може да биде последното патешествие на Исус. Меѓу тие некои беше и Тома. И Тома кажа, ајде одиме и ние со него, па ако го убијат него, да не убијат и нас. Толку. Да го дадеме и ние нашиот живот за него. А ете, Исус беше убиен, а Тома е оставен да се сеќава на сите тие работи. И згоре на се, освен на него, на сите други Исус се појавил. Тома преживува страшна борба и кај него се раѓа одбивност кон тоа да ги слуша тие муабити дека Исус се појавил на еден, те на друг. Во таа агонија кога Тома најпосле ја гледа светлината, од Тома произлегува најчистото верување. И сведоштото кое теолошки најчисто го опишува кој е Исус. Во најголемата агонија, во најголемата болка која Тома ја проживува, во најголемиот сомнеш кој тој го има, од тоа место кога го гледа Исус, од тоа место излезе најчистото верување, најпрочистената вера која можеше да се види во тој момент.
во нашите најголеми борби, од таа место, од нашите најголеми повреди, често пати произлегуваат најчистите мотиви и најчистите уверувања за Бог. Од таму произлегуваат. Никога не се ни е пуно рано. Тогаш, кога страдаме, кога сме во болка, во нашата најголема болка, знаеме вистински да го искусиме Исус. И тогаш Тома кажува: Господ мој и Бог мој. Сакам од овој текст да научиме три нешта. Три важни работи кои можеме да ги видиме во овој текст. Сте слушнале во животот за Коперник, така ли? Научник од 17-тиот век, не, од 16-тиот век беше мислам. Од Ренесансата, кој направил револуција за тоа каков поглед ние имаме на светот и на универзумот. Наместо земјата во центарот, а сонцето да се врти околу земјата, тој разбира дека сонцето е во центарот, а земјата се врти околу сонцето. Тој пресврт се вика Коперников пресврт и се користи како метафора често пати за некои големи пресврти во погледот на нештата, во филозофијата, во науката. Се зборува како метафора, се користи за Коперников пресврт, кога сваќаш дека наопаку треба да гледаме на работата за да ја разбереме вистински. Нешто слично се случува и со Тома овде во овој момент. Во текот на тие 3 години со Исус, Тома има време да размислува за ветувањата во Стариот Завет, за поуките на Исус и искуството кое тој го има во мисијата со Исус. Од она што го читам во Евангелието според Јован, дури и за време на последната вечера, тогаш кога Исус веќе многу јасно им објаснето се, им кажува дека ќе страда, им кажува дека ќе воскресне, тие се уште не разбираат, појма нема што се случува. Реално, значи крајно се изненадени, иако знаеле дека има некаква шанса пред тоа Исус да биде фатен и да биде убиен, начинот на кој Исус влегал во Ерусалим скроз ги изненадува. Значи Исус влегал како цар. И те не можат да видат ништо друго освен тоа дека веќе се на врвот на славата. Прифатени се, готово, тоа е тоа. Тоа што Исус го фаќаат и го убиваат за толку кратко време, они се крајно изненадени. Апостолите многу нешта не разбираат. Од тоа што можеме да го читаме во Дела апостолски во 1 глава и прашањата кои му ги поставуваат на Исус, се чини дека дури и таму не разбираат многу нешта. Прашањата кои поставуваат се what? Добро, нели го слушате Исус што збори? Она што Исус им го вети е дека ќе дојде утешителот и тој ќе им објасни многу работи. Сепак Тома, овде во овој случај, може би пред сите апостоли, тој разбира најдобро и најчисто кој е Исус. Тоа што Тома го разбира е обратниот редослед на нештата кои треба да се случат во неговиот светоглед. Тома доживува некаков Коперников пресврт тука во овој момент кога тој го среќава воскреснатиот Исус. Наместо Тома да го протне Исус во својот калап на разбирање, Исус го става тој на центарот и тогаш размислува како се останато треба да биде подредено според тоа што Исус е Господ. Знаете, често пати се наоѓаме во ситуации збунети со прст во уста, затоа што се обидуваме Исус да го прилагодиме или да го протуркаме низ отворот на нашата филозофија во животот. Да го разбереме. И сме збунети зошто Исус не пасува на нашиот калап. Го земаме Исус и викаме ова ни се свиѓа, ова е стварно супер тоа. И го земаме тој Исус, арнаваме имаме одредена филозофска рамка, филозофско гледиште според кое сакаме Исус да ни одговара и се обидуваме. Сте гледале децата кога имаат, знаете, овие фигурички со одредени shapes, како да кажам, форми, и има дупка каде што фигурата треба да влезе. Тоа е првото нешто што детето го учи. Се сеќавам на Дори и на Хани ми купувавме такви работи и пробува една дупка, втора, трета, додека не го најде, за да одговара калапот. Често пати ние го земаме Исус и на еден погрешен калап го стискаме, го буткаме и се фрустрираме зошто Исус не одговара тука. Што е работава? Сакаме Исус да одговара на овој калап.
ќе се најдеме во некоја животна битка и тогаш брутално разбираме дека нашето разбирање отишло во погрешна насока и се јавуваат еден куп фрустрации, а можеби и сомнежи од типот на оние кои Тома ги има. Во крајна линија, ако не попуштиме, доаѓаме до единствената можна опција со која и Тома се соочил, а тоа е неверување. Затоа што Исус во кој јас верувам не одговара со калопот на мојата филозофија, јас не можам да верувам. Да ви кажам една вистина. Таквиот Исус во кој не може да веруваме, таквиот Исус не ни постои. Тоа е една наша креација за тоа како сакаме Исус да изгледа, ама тој така не изгледа. Не ни одговара. Се додека не дојдеме до позиција во која дојде Тома, се додека не се случи тој Коперников пресврт, наместо ние Исус да стои во центарот на нештата, ние нема да можеме да мрднеме понатаму во верата. Ако ти стоиш во центарот на твојот живот, центарот во верата, ако ти си филтерот да се, ако ти си калапот кој треба да одговара, ти нема да мрднеш никаде во верата. Ти имаш проблем. Мора Исус да стои во центарот и после, токму тој обратен процес на нештата, апостол Павле ги опишува во Римјаните. Во Римјаните 12 глава 2 стих вели вака: не сообразувајте се со овој век, со овој свет, со ова време. Туку преобразете се со возобновување на вашиот ум, за да можете да испитувате и осознавате што е волјата Божја, што е добро, благоугодно и совршено. Наместо да се сообразуваме со светот, наместо да се прилагодуваме на калапот на светот за нештата кои треба да ги разбереме, треба ние да се преобразиме на калапот кој Бог го има замислено. Тој е еден Коперников пресвет. Наместо јас да бидам во Кант вели, ние сме во центарот, тоест пред Кант, човекот е во центарот и човекот гледа на работите. Доаѓа Кант вика не, работите се во центарот, а тој човекот гледа од различни агли. И тој ќе си каже добро, од кај доаѓа постмодернизмот, од кај доаѓа релативизирање на вистината. Од таму доаѓа. Ама Кант живеел пред многу време, живеел. Ама така се промива филозофијата низ општествените слоеви. Сега работите, нештата се во центарот, а ние кружиме околу нив, има мислење. Во односот со Бог, Бог е центарот. За работите да си паднат на својот место, Бог мора да биде во центарот на нештата. И тоа Тома прво нешто што го разбере тоа: Господ мој и Бог мој. Не јас како јас ги разбирам работите, нешто јас очекувам, нешто јас сум научил до сега, не. Господ мој и Бог мој. Од тука почнува се, а понатака ќе видиме. Втора работа која Тома го разбира тука во овој текст е присуството на Исус. Присуство кое Исус го има. Тоа што мораме да го разбереме е дека од последните два дела на 20 глава е присуството на Исус. Јован пишува за две средби на кои апостолите се собрали. Првата средба се случила на денот на Воскресението и на таа средба помеѓу апостолите се појавува Исус, ама не присуствувал Тома. После средбата со Исус, додека останатите апостоли му раскажувале на Тома за средбата и додека жените раскажувале за средбата со Исус на гробот, Тома едноставно не верува. Но 8 дена подоцна, додека апостолите биле собрани, повторно на едно место, но во овој случај бил и Тома, повторно се појавува Исус. И тоа што Исус го прави, а Јован го запишува, е многу важно. Првото нешто што Исус го прави е ја адресира, тоест прво кажува Исус мирвам и веднаш после тоа ја адресира неверата на Тома. Тома сите овие изјави за неверување ги изјавил во отсуство на Исус. Исус не бил присутен кога Тома кажал не верувам бе, додека не ја ставам прсот во рацете, кај што биле клинците, додека не ставам раката во бедрото, нема да верувам. Барем се чини дека Исус не бил присутен таму. Така се чини. Во текстот Исус е отсутен, ама дали вистински Исус бил отсутен?
Исус му кажал на Тома дека неговото присуство во овој момент му покажал на Тома. Неговото присуство не зависи од она што ние можеме или не можеме да го видиме со нашите телесни очи. Воопшто не зависи од тоа. Дали Исус ќе се објави видливо или невидливо, неговото присуство нема врска со таа работа. Присуството негово сега има божествена природа. Во инкарнацијата тоа што мораме исто така да го разбереме, кога Исус се отелотвори, кога вечниот збор Божи се отелотвори, иако се откажува од своите придобивки како божествен, тој ја задржува неговата божествена природа. Пред расправањето тој е човек и тој се откажува од некои од ефектите на божествената природа. Значи, тој не е се присутен. Тој е на едно место, на друго место, на трето место, тој не е се присутен во таа телесна форма. Но воскресението на Исус не е обично враќање во живот. Онака како што N.T. Wright ќе каже, воскресението на Исус е уникатен и единствен пример за сега во кој Исус не се врати само во живот од смрт, туку преко смртта премина во новиот живот. Со тоа ефектите на неговото делување се очигледни. Воскресението на Лазар и на Исус се категорично различни. Кога Лазар воскресна во живот, назад во живот, тој воскресна во овој живот, кој се уште е склон на грешки, се уште е склон на болести и на смрт. Ефектите на природата се врсто овој живот. Со воскресението на Исус, тој повеќе не е подложен на ефектите на нашата природа. Толку. Тоа апостол Тома го разбира многу добро, сваќајќи дека Исус го има слушнато секој збор кој тој го има кажано со апостолите. Секоја мисла која те има помислено кога е сам, и Исус го има прочитано секој сомнеш кој се раѓа во длабочината на неговото срце. Присуството Христово сега е од друга категорија, тоа е божествено присуство. Сега Исус е присутен секаде. Се уште не може да разберат како, но тоа е секаде и неговото појавување и манифестирање не може да биде планирано, ниту контролирано. Не може да го контролираш Исус. Не можеш да го држиш во ракав и да го извадиш кога сакаш. Исус се јавува онака како што тој замислил и на оние на кои тој одлучил да се јави. Точка. Тој Тома во овој момент многу добро го разбира. Третата работа која Исус сега ја открива во разговорот со Тома е веројатно една од најважните. Кога учев во средно, се сеќавам дека на една од телевизиите ги прикажува овие, ако се сеќавате, неверојатните случки на Рипли. Риплис, не знам дали се сеќавате, но не се сеќавате. Имаше една програма Рипли и прикажува некои неверојатни случки, некои чудни појави и така натаму. Слоганот на оваа емисија беше Seeing is believing. Тоест, со други зборови, верата настапува после гледањето на нештата. Кога ќе видиш нештата, дури тогаш можеш да веруваш. Тоа беше слоганот на тоа шоу. Во однос на Исус овде става еден нов благослов. Исус му рече на Тома: Тома, ти поверува затоа што ме виде. Блажени се оние кои не виделе, а поверувале. Свети Августин во потрага по Божјата мудрост, тој ќе изјави еден принцип кој произлегува токму од благословот кој Исус го дава на сите оние кои поверувале во Него. Свети Августин ќе каже: верувам за да разберам. Во контекстот на Исус, верата претходи на комплетното разбирање, а не обратно. Блажени се оние кои ќе поверуваат во Исус без да го видат. Во која категорија си ти? Чекаш за да видиш нешто за да поверуваш? Чекаш за нешто да се докаже за да поверуваш? Јас бев во онаа категорија на Тома. Јас пораснав во црква, бев во оваа категорија на Тома. Слушав разни приказни, ама што веруваш, што не веруваш. Кога имам 16 години, кога сватив дека мојот живот е далеко од Бог, и знаев дека не се ни движи таа насока да се приближи кон Бог, го знаев тоа, јас почнав да го молам Бог да ми се објави. Имав една таква молитва: Господи, сакам да те видам.
Не знам дали се го молеле тоа. Искрено ги кажам, не ви препорачувам. Мојата молитва беше таква. Господи, сакам да те видам. Тоа беше мојата молитва. Искрено во тој момент не знаев што барам. Врска немам што барам. Моето очекување беше некое екстатичко чувство, доживување, искуство кој ќе биде одлична приказна за раскажување. Пошто тинејџер. Ако имаш одлична приказна, сите ќе те слушаат. Посебно ако е нека екстравагантна, или смешна, или не знам каква, сите ќе те слушаат. Дури во моите најпонизни обиди да го барам Бог да ми се објави, кружеа мислите и замислите за тоа како ќе ја раскажам таа приказна со надменост, дека јас сум искусен нешто. Ете докаде оди мојата расипаност. До тама е. Во моите најискрени намери, во мојата најискрена молитва да го видам Бог, имаше такви мисли во позадина. Знаете ли што, тогаш Бог ја послуша мојата молитва. И навистина се објави. И навистина има визија. Но сето тоа се случи во текот на молитва на еден човек кој јас го презирав. Од тој човек не очекував ништо добро. Контекстот беше на еден обид за младинска група. Тоа не беше младинска група, обид за младинска група беше тоа. Еден многу, како да кажем, сиромашен обид, еден многу штур обид за да се собереме младите да имаме младинска група. И тоа беше надпревар за кој е по-фраер таму. Отприлика таква беше таму младинска група. Немаше ништо, барем од оваа гледна точка, немаше ништо ни понизност, ни заедништо, ништо од тоа немаше. Имаше еден во групата кој сите му се смеевме. Тој човек имаше преживено со брекајка и сега со размислувањето не беше како што треба и веќе го знаевме со години и знаевме што да очекуваме од него. Тоа е тоа. Нема ништо убаво тој човек. И додека се молевме и додека тој човек почна да се моли, се молеше и дури молитвата му беше смешна и на сред молитва почнавме да се молиме. Не знам дали сте ја почувствувале Божјата светост во ваше присуство. Од една страна, а од друга страна вината која ја носиш, тежината на таа вина која јас и ти ја носим. Во тој момент јас тоа го почувствував. Додека се смеевме на тој дечко додека се моли, на тој неразумен дечко, има 16 години, и додека ја се молев таа молитва веќе неколку недели да го видам Бог, Бог се објави. Токму на молитвата на тоа дете. Токму на молитвата на тоа дете се објави Бог. Има визија. Ја видов неговата топлина, ја видов неговата светлина, но ја видов и мојата грешност, мојата расипаност, мојата вина. Знаејќи дека тој човек ништо не може ништо тој човек да излезе, и па на неговата молитва ќе се објава. Човек кој служеше за подсмев, Исус искажа милост во тој момент и се објави. И во неговиот призор сите ние бевме исти, грешници, на кои очајно им требаше неговата милост и простување. Тој Исус кој се објави во тој момент, крајно не одговараше на ниеден калап кој јас го имав за него, верувате ми. На ништо не одговараше. Во тој момент Исус го завзеде централното место во мојот живот. И тогаш и јас го почувствував оно кое верувам дека и апостол Тома го почувствувал. Немоќ за правдање и објаснување. Што ќе се правдаш во овој момент? Не си моќ и не да се правдаш. Ни за тоа не те бива. Едноставно предавање на неговата милост и признавање за неговата моќ и централност во нашиот живот. Господ мој и Бог мој. Во тој момент и јас тоа го изјавив. Може би не со тие зборови, но внатре во срцето се случи токму тоа признавање. Господ мој и Бог мој. Прашање до овој текст за нас. И дали се уште се обидуваш Исус да го прилагодиш или да го збуткаш во некој твој калап? Дали се обидуваш тоа да го направиш? Не знам во каква ситуација сте во животот. Обично во тешки ситуации во животот, кога најмногу ни е потребен спасител, се обидуваме тој спасител да го добиеме на одреден начин на кој ние сметаме дека ни е најпотребен. Кој знае што му беше филмот на Тома,
како тој единствено ќе поверува за да го види Исус. И знаете ли што понекогаш Бог и тоа ќе ни го даде. Но тој момент, знаете ли што е? Крајно разорувачки за нас. Затоа што блажени се оние кои не виделе, а поверувале. Блажени се тие. Многу благословени се тие кои поверувале, а не виделе. Може би треба да направиш некој пресврт во животот. Тоа е годината Господова 2021. Од неговото раѓање ги броиме годините. Зошто? Затоа што тој е Господ. Тој е владател. Ако тој е Господ на твојот живот, тогаш тој е владател, тогаш тој стои во центарот. Кога велиме лето Господово 2021, кажуваме дека тој стои во центарот. Не јас, тој стои во центарот. Од него ги броиме годините. Годините се негови, лето Господово. На него му припаѓа времето, на него му припаѓа местото, на него му припаѓа се што сме, што ќе бидеме, што било, се е негово. Тој е Господар и Бог кој стои на центарот на универзумот, на созданието, на несоздаденото, на создаденото, на се. Тој е Господ над се. Кој ќе изјавиме лето Господово 2021, тоа го изјавуваме. Дали Христос стои во центарот на твојот живот? Дали можеби треба да се случи во нас некаков Коперников пресврт? Да видиме дека можеби долго време ние сме били во центарот на нештата. Не, Господ треба да биде во центарот на нештата. Стави го во центарот на нештата Господ Исус Христос и види како се ќе се подреди да биде на своје место. Само тогаш нештата ќе си паднат на своје место. Никако поинако. Нека приказната на Тома, нека неговото сведоштво, нека биде поука за нас. Нека го зграбчиме благословот кој Исус го дава преку Тома. Нека бидеме блажени затоа што веруваме, а не сме ни виделе. Нека бидеме наследници на тој благослов. И нека живееме во тоа лето Господово 2021. Ајде се молиме за крај. Татко наш небесен, ти благодарам за тоа што не сакаш, Господи. Дури во време на нашата најголема слабост, Боже мој, ти не повикуваш, ти не посетуваш, ти се објавуваш, ти простуваш, Господи. Дури тогаш кога ние се чувствуваме супериорно, дека владееме со нешто, дека имаме контрола, и кога целиот филм ни се крши, Господи Боже мој, дури тогаш ти владееш и тогаш искажуваш милост, Господи. Боже мој, дури тогаш кога нашите изговори се ефтини пред Тебе, тогаш ти знаеш да се појавиш и повторно да искажеш милост. Господи, фала ти за се. Фала ти, Господи, за тоа што Твојата средба со апостол Тома е запишана, за да можеме ние да се поучиме и да бидеме наследници на еден прекрасен благослов, затоа што веруваме во Тебе без да Те видиме, Господи. Господи, благослови не, прослави се преку се што правиш, Господи, преку нас. Нека ние бидеме таков благослов за останатите луѓе околу нас, Боже мој. Боже мој, искористи не како Твоја невеста, како Твоја црква на земјата, да бидеме сол и светлина во светот. Се оставаме во Твоите раце, Господи. Амен.